На прашање кое што е и дилема на секој оној кој што студира е што по завршувањето на студиите, колку лесно и како ќе се вклучам на пазарот на трудот. Семите на вработување и кариера се една одлична можност да се вмрежат студентите, да разменат искуства и да размислат што би правеле по завршувањето на студиите. За еден таков зборуваме наредниве минути. Започнува на 14, ќе трае до 17 април, се одвива на Техничко-технолошкиот кампус во Скопје. Детали дознаваме од гостинките кои што ги имаме веќе во студиото 3 на МТВ. Велам добро утро за Кристина Запрова и Леонтина Поновска. Добре дојдовте, мои драги дами. Споминавме неколку дена, ова е генерално нов датум. Првиот беше непосредно пред несреќата, односно трагедијата во Кочани, па имавме поместување на датумот, бидејќи овој настан е многу важен за студентите и затоа не смееше ни да се пропушти. Споменав дека е одлична можност студентите да добијат информација, да стапат во контакт со компаниите од каде што ќе сакаат да заработуваат и живеат во иднина. Да. Па токму сајмот, како што рековте, од 14 до 17 април на Техничко-технолошкиот кампус оваа година се одржува по 20 јубилеен пат и со таа цел за да го обележиме ова јубилејно издание, на првиот ден ќе имаме дополнително присуство, освен нашите компании кои присуствуваат 19 соработници, ќе има и од Центарот за кариера при УКЕМ уште 13 компании и така ќе се одбележи денот и ќе биде одлична шанса за студентите да се запознаат со различни професионалци од секторот. И секоја година ни гостувате во утринската програма и секоја година велите дека ова е одличен начин да ги приближиме студентите до компаниите, да видиме што сакаат и компаниите, но од друга страна што сакаат и студентите. Па ако зборуваме во бројки и во она што го имате како успех од минатите години, колку од студентите кои што го посетиле саемот по завршувањето на студиите успеале да најдат и работно место во овие компании кои доаѓаат на саемот? Со оглед на тоа што еве го организираме овој саем по 20 јубилеен пат, навистина може да заклучиме дека сме имале многу голем успех во тоа поле. Сме имале можност да слушаме приказни од студенти кои што го започнале тој прв чекор кон нивната идна кариера и се истакнале на саемот, односно на пазарот на трудот и ни представува големо задоволство да ги слушаме тие приказни кај што студентите добиваат пракса и работа токму на нашиот саем. На праксата сакам да се задржам. Дуалното образование за студенти е нешто за што се зборуваше изминатиот период и особено важно не само за средношколците, туку и за студентите на кои што навистина им треба практично знаење пред да се вклучат на пазарот на трудот. Колку од овие компании кои што присуствуваат на саемот оваа година ќе им нудат можност на студентите да добијат некакво практично знаење? Па може да се рече дека скоро сите компании тука присуствуваат за да им понудат на студентите некаква можност дали за пракса, дали за тамошна трајна работна позиција или пак дури има и можности за стипендии за да ги поддржат при студиите. Така што имаат доста можности. Имаат доста можности. Едно од прашањата, Мартин, кое што го постави на вашата колешка, беше доколку би можела да одбере дали да студира дома или во странство, каде би студирала. Реален проблем е навистина одливот на млади кадри и токму затоа ги отвараме и овие теми, сакајќи да ве задржиме што подолго тука и што во поголем број. Каква е фактичката состојба со младината во моментов? Колку од вашите колеги, пријатели, другари остануваат овде или пак се уште е актуелен трендот помеѓу вас младите за излез надвор? Тоа што можеме да кажеме со голема сигурност е дека во Македонија навистина има интелигентни, способни млади луѓе кои што се со голем капацитет и кои што се желни за работа. Токму и овој саем е доказ за тоа, бидејќи е организиран од студенти за студенти. Како и секој настан на Бескопје. Младите, вклучувајќи ги и членовите на бордот на европски студенти по технологија, покажуваат многу голема самоиницијатива, многу голема работливост и едноставно ни представува многу голема желба да ги донесеме сите можности за вработување за пракса, односно за најдоброто на нашите студенти. Така да
во однос на тоа, навистина можеме да кажеме дека ние младите си ги создаваме нашите можности. Но исто така, кога ќе ве прашаме што е пресудно за да станете овде, многу голем дел од вас ќе одговорат, па не е само платата и не се само финансиите пресудни за да се задржиме во државата. Што ви е неопходно во моментов? Еве, ја прашавме соговорничката на Линкоца Мартин. Што сакате вие? Ајде да ве слушнеме за да можеме да ве задржиме, нели? Па би рекла, младите сакаат можности за напредок, можности за развивање и секако да бидат распознаени тие квалитети кај нив. Би рекла исто така дека треба кај нас да се има да се отворат можности за перспектива на младите и компаниите секако нели ќе ги препознаат тие квалитети и потенцијалот во младите. Токму и на сајмот оваа недела тоа е самата цел, нели, да може младите да се разгледаат какви можности има и баш на еден убав и така да кажем поблизок начин да се запознаат со како и да е работниот тек во компаниите и што нудат тие. И имате ли впечаток дека некој ве слуша, бидејќи секој сака апсолутно да биде слушнат и разбран? За да ве имаме тука, мора да ги слушаме и вашите потреби. Имате ли впечаток дека политичарите, ние, професорите, општеството ве слуша? Токму за организацијата на овој настан беше вложен многу голем труд со цел да се овозможат тие можности за пракси за вработување на нашите студенти и еден од начините на кој што всушност го одбележуваме во 20 јубилејно издание на Джофере со тоа што соработуваме со Центарот за кариера при УКРИМ, како што спомна Леонтина, и имаме можност Джофер да се случува истовремено како и Денот за кариерен развој на УКИМ. И сме благодарни со тоа што Центарот за кариера ја дели таа наша мисија и визија со цел да им помогнеме на студентите да се истакнат на пазарот на трудот и да си добијат уште повеќе можности за вработување пракса. Кои сакате да бидат вашите можности? Кристина, вие студирате на Технолошко-металуршкиот факултет, Леонтина, вие на Финки. Каква е желбата, идејата по завршувањето на факултетот? Каде? Јас сум втора година на Технолошко-металуршки факултет. Имате време за размислување, но сепак некаква идеја мора да има, нели? На прехранбена технологија смерот и можам да кажам дека прехранбената индустрија навистина е развиена кај нас во Македонија. Имаме квалитетни производи и би сакала да се приклучам кон таа индустрија и да помогнам во тој дел на одржување на квалитетот на нашите производи и да се истакнат повеќе на европскиот пазар. Па јас сега баш во моментов сум во процес на барање на пракса. Значи немате нешто многу време вие за размислување. Да. Па да, таман сега имам шанси да разгледам и да се работам понатаму некаде. Каде би сакала? Размислувате за некоја опција? Па конкретно не, бидејќи сакам да разгледам кои опции имам. И па и веќе можете тоа и на сајмот кој што си го организирате од 14-те. Воедно ќе ги поканиме и сите студенти кои што сакаат да си ги видат можностите, сите студенти кои што размислуваат што понатаму, тоа е претпоставувам целта кога ќе се стапне првиот ден на факултет, да дојдат на 14-ти и да поразговараат со компаниите па да видат што се нуди на пазарот на трудот, така? Ви благодариме многу за гостувањето. Ние по завршувањето на сајмот може да се сретнеме повторно тука па да видиме како поминавте. Да. Ви благодарам, девојки, за гостувањето во утринската програма.